особено во овој продолжен викенд родителите се во мака, особено во вечерните часови каде да побараат педиатриски совет. Сега јавни здравствени установи работат, се отворени и стручни лица, специјалисти, педиатри се оние кои што ќе ви понудат прва помош. Се разбира веќе година дена во Ново Руво, средено и навистина прекрасно, особено за дечињата кои што и се плашат и со температура, некако и сите тие цртежи по зидовите кои што ги има некако да ги сбират од една страна, од друга страна па родителите да се чувствуваат дека се на вистинското место и дека ќе бидат вистински згрижени. Поликлиниката Битпазар е нов целосно реновиран специјалистички педиатриски пункт. Од тие причини разговараме со доктор Каролина Ристова Стефановска, таа е специјалист педијатар, инаку раководител на службата за примарна и превентивна здравствена заштита при Здравствен дом Скопје. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вашите гледачи. Докторка, што беше главниот мотив пред една година за отворање на овој ноќен педиатриски пункт во поликлиниката? Така, овој педиатриски пункт постои веќе околу една година. Минатата година во месец февруари за прв пат почна да работи педиатрискиот пункт при Здравствен дом Скопје, кој што е локализиран во поликлиника Битпазар. Видете, суштината на постоењето на овој пункт е секако еден интегриран здравствен систем. Целта беше да се намали приливот и гужвите кон терцијарните установи, односно кон детската клиника и болницата Козле. Меѓутоа исто така и да се овозможи на родителите да имаат побрз пристап кон здравствените услуги. Мислам дека ја постигнавме целта после оваа година, мислам дека веќе и се намалија гужвите кон овие терцијарни установи. Така. Да, особено за родителите е еден начин на чувство на сигурност во тие ноќни часови па и продолжени викенди. Знаете дека доаѓаат повеќе вознемирени отколку нели дека и вистина ситуацијата некогаш па и таква каква што ја чувствуваат. Ова не значи дека треба да ги повикаме сите и без разлика и на висока температура и на начин на кој што не може дома да се помогне, дека треба таму да дојдат. Затоа сакам убаво да објасниме, да ги смириме родителите дека сте тука за поддршка, за помош, но во кој случај треба да дојдат кај вас, а да не одат директно на клиника или Козле го споменавте. Да. Видете, бидејќи е педиатриски пункт во склоп на примарна здравствена заштита, тоа значи овдека доаѓаат случаеви кои што не се итни, односно оние кои што захтеваат нели третман и диагностика на примарно ниво. Меѓутоа рековте дека кога да дојдат, кога не. Што е најбитно? Првично да разјаснам дека секој родител при најмала загриженост има право каде сака и која здравствена установа да ја посети. Меѓутоа, најчесто кај нас може да дојдат и најчесто доаѓаат при симптоми од страна на респираторниот систем. Дали се тоа можеби некаде и во повеќе од 85% од случаевите ни се деца со респираторни инфекции, односно со симптоми од страна на респираторниот систем. Дали се тоа кашлици, продуктивни, суви кашлици, ларингеални кашлици, болка во грло, растечено носе, болка во уво, главоболки, меѓутоа и фебрилност од било која етиологија. Исто така доаѓаат и со симптоми од страна на гастроинтестиналниот систем, дали се тоа повраќања, течни столици, болка во стомаче. Во последниот период имаме појава на осипи, да речем од било која етиологија, дали се тоа инфективни, неинфективни, особено сега раздвиженоста во природата ни носи убоди од инсекти, реков алергиите од било која етиологија. Меѓутоа кај нас, знаете, доаѓаат и родители само за совет. Посебно ни се случува во текот на ноќните часови, посебно кај мајките со доенчиња, кои што имаат проблеми околу заспивањето, околу хранењето на децата. Знаете, ќе дојде мајка која што е вознемирана во 3 часот ноќеска, моето дете плаче, евентуално да не е нешто во спалено увце или повраќа или не сака да спие, посебно инфантилните колики, знаете, кои што се јавуваат некаде до 4-тиот месец. Кај мајките предизвикуваат чувство на паника, на вознемиреност, така да често ни се случува во ноќните часови да ни доаѓаат, така да во секој случај, значи првично родителот дојде да не посети, ние правиме триажа и во случај ако сметаме дека тоа дете треба понатаму да биде препратено во терцијарна установа, секако ќе биде.
Да. Пред малку ги наброевме и најчестите состојби кај децата што може да се третираат во овој пункт. Меѓутоа пунктот нуди лабораториски анализи, колку тоа ќе помогне во побрзо поставување дијагноза и избегнување на непотребни упати, што вели искуството изминатите 12 месеци? Така, значи првично да кажам дека во пунктот работи специјалист педијатар, работи медицинска сестра и лаборант. Со отварањето на пунктот веднаш се понудија и лабораториските услуги, односно тука се прави основна диференцијална крвна слика, нели каде што се разграничува процентот и вкупниот број на белите крвни клетки, се прави и C-реактивен протеин се испитува, знаеме оној протеин кој што е многу битен во акутна фаза на воспалението и секако се испитува и урина во случај евентуално да не се работи за некоја уринарна инфекција, можеме да видиме дали детето е дехидрирано. Она што е битно, утврдено е дека некаде 30 до 50% со самите лабораториски анализи ни се намалуваат упатите кон терциерно ниво. Со овие лабораториски анализи исто така намалено е давањето на антибиотик на слепо. Исто така, понекогаш ни овозможува да направиме еден вид на разлика, дали се работи за бактериска или вирусна инфекција, но морам да нагласам дека лабораториските анализи се прават селективно. Тоа значи само по строга индикација. Не секој преглед завршува со лабораториска анализа, но морам да признаеме, имаме родители кои што исклучиво доаѓаат за да направат крвна слика, така на тој начин да се ослободат од стравот, зашто станува збор, но сепак нели ние тука сме докторите, да алармираме дека не секогаш е потребно лабораторија, оти сепак ние не лечиме лабораторија, лечиме дете, лечиме клиничка слика. Ова многу често го слушам. Да. Од страна на докторите и можеби една од грешките која што ги правиме како родители, тоа што веднаш Веднаш, верувајте, тоа е огромна грешка. Јас гледам многу родители ќе побараат дали од кај нас, дали од кај матичен педијатар, тој ќе рече чекајте, рано е, нели? Меѓутоа тие веднаш одат по приватните лаборатории и навистина тоа се непотребни боцкања, непотребни стресови кај детето, затоа што потребно е најмалку 24 до 72 часа од почетокот на симптомите да направиме лабораториска анализа, да видиме нели до кај сме, дали имаме нешто зголемено или се е во ред со крвната слика. Но, пак ќе кажам, имаме ние вирусни инфекции кои што навистина нема потреба од лабораториски анализи. А во најголем случај, верувајте, нема. Ноќните часови всушност се најкритичните, верувам, кога имате најголем прилив на случаи кои што се тука дечињата, родителите, па најчесто доаѓаат и двајцата родители, па се прави дополнително и гужва. Доволни ли сте само вие кои што се споменавте неколкумина да се справите со притисокот во ноќните часови, кога знаеме дека фреквенцијата не само во вашиот пункт, туку и во другите, и тоа како е зголемена? Така, да. Ние сме околу 10 педијатри кои што го обслужуваме, така да се изразам, овој педијатриски пункт. Истите тие педијатри работат и на вакциналните пунктови. Така да ќе ме разберете дека навистина не сме доволни и навистина ни е потребно вработување на нови колеги, нови педијатри, со што секако и тежината на работата би ни се намалила, а со тоа секако и квалитетот на услугите би се зголемил. Не сте доволни таму, но затоа јавно ќе ви се заблагодариме што и редовно сте гости во нашето студио во интерес на гледачите и никогаш немате одбиено покана и покрај обврските да ги споделите овие работи со родителите кои што не гледаат, да ги поздравиме вашите колеги кои што се дежурни. Секако еве денеска, да, ќе имаме дежурен колега, би го поздравиле, да, денеска работи педијатрискиот пункт и во дневните часови, бидејќи нели е празник, така да пунктот работи во текот на ноќните часови, во текот на работна седмица, меѓутоа и во текот на викендот и празниците. Да, се менувате, вие сте утре веќе. Се менувале, јас, да, се менуваме, јас сум утре. Така. Ајде малку да позборуваме, имаме време и за превентивата. Нели кажавме родител, дете, секој родител си е загрижен и малку да подкашлува детето, што верувам дека тоа е нормално. Но колку редовно внимание се посветува на редовните контроли и колку се тие важни? Каква е тука свеста кај родителите? Видете, превентивните прегледи на вистина се од големо значење.
Ако сакаме да имаме едно здраво и право дете, односно да се развие во една здрава индивидуа, уште од најмала возраст превентивните прегледи потребно е да бидат редовни. И сега, што се подразбира под превентивни? Тие започнуваат веднаш после раѓањето, односно уште во текот на првиот месец. Тоа се оние посети, да речем, кај својот матичен педијатар. Понатаму продолжуваат тие во вакциналните пунктови, односно во предшколските и школските диспансери. Е сега, што е она што, да речам, е потребно и зошто би биле тие превентивни прегледи толку битни? Знаете, со превентивните прегледи може да се откријат голем број на хронични заболувања, дали се работи за кардиоваскуларни, дали се работи за уринарни, респираторни болести. Со превентивните прегледи откриваме чести анемии, со превентивните прегледи исто така и нутритивниот статус, така да и те како се битни и родителите мора да бидат посериозни. Може би на почетокот, кога се работи уште во дојнечка возраст, оние посети, знаете, имаме отприлика 5 до 7 посети во дојнечкиот период, тој е период во текот на првата година после раѓањето. Може би тогаш се и почестите посети кај својот матичен педијатар, бидејќи тогаш, знаете, ти имат многу дилеми, стравови и тогаш многу почесто доаѓаат. Додека понатаму, еве се уште ние се соочуваме со родители кои што на закажаните, сега зборуваме за школска возраст, на закажаните превентивни прегледи не доаѓаат редовно. Што значи еден превентивен преглед? Еве, ако започнеме во дојнечкиот преглед, тоа се оние мерења, посебно во текот на првиот месец, и такако битни. Мерење на телесна тежина, висина, обем на главче, кој што е многу битен. Понатаму исто така, нели, во текот на овие, да речам, месеци се прегледуваат и мускулен тонус, првично се прегледува целиот организам, односно по органи и органски системи, се прегледува мускулниот тонус кај детето, се прегледуваат, да речам, екстремитетите, се прегледува невролошкиот, односно психомоторниот развој, во смисла како детето расте, особено имаме еден интензивен раст во текот на оној дојнечки период, тогаш детето најмногу расте, линеарно отприлика некаде 20 до 25 сантиметри. Исто така, нели, имаме редовни мерења на килограмите кај детето. Така да тоа е оној период во текот на првата година, понатаму продолжуваат одењата, нели, кај својот матичен педијатар и понатаму следуваат во предшколските установи, односно тоа се тие вакцинални пунктови, каде што, нели, покрај тој систематски преглед кој што опфаќа телесна тежина, висина, секако е и процесот на имунизација. Меѓутоа тука каде затајуваме најмногу? Верувајте, каде е најголемиот проблем кај родителите кога веќе детето, мислам, тоа е моја перцепција, кога детето веќе ќе започне во школските денови, го гледаме како расте, се развива, велиме, се си е нормално, нема потреба. Знаете, се уште имаме родители кои што сметаат дека детето треба да се однесе на лекар само доколку е болно. Тоа е огромна заблуда. Значи, детето мора да се однесе кога е здраво. Затоа се тие превентивни прегледи. Но сега најчесто тие превентивни прегледи ги одбиваат од причини, зборуваме сега за во вакциналните пунктови, од причини што знаат дека треба нивното дете да биде вакцинирано или со одредена вакцина. Тука многу затајуваме. Знаете, ние во претходната недела имавме извештај кој што излезе од Институт за јавно здравје, со кој што кажуваме дека имаме многу низок обсег на вакцинација. Посебно би ја спомнала МРП вакцината, која што е под 62,7%. Значи, немаме ниту еден обсег, односно за ниту една вакцина постигнат обсег над 95%. Што ќе признаеме е загрижувачки податок. Само би кажала дека ние сме пред прагот за добивање на морбили, ако ги согледаме околните земји. Една Бугарија, Црна Гора, Босна и Херцеговина веќе ги секојдневно алармираат за зголемени случаеви на морбили. Ако е првата доза земена навреме, сега навреме под наводници, тука се задоцнело не, дали тоа значи дека е заштитено детето иако долго време се одолговлекува? Така, видете, за да кажеме дека едно дете е заштитено, мора да ја прими она примо вакцинација, а понатаму и ревакцинацијата. Комплетно. Без без примена ревакцинација, тоа значи дека ние немаме комплетна заштита. Така. Споменавме и за предизвиците, она што при заокружувањето на разговорот ќе го вратиме како тема за пунктот.
секогаш фали кадар. Секогаш фали, да. Верувајте, тоа ни е најголемиот предизвик. Така. Јас еве би апелирала до Министерството за здравство, навистина ни е потребен кадар. Кога зборуваме сега не само за педиатри, нас ни се потребни медицински сестри, Така. меѓутоа исто така голема неопходност ни се постојаните едукации на здравствениот персонал. Ќе признаеме дека ако сакаме да имаме ние универзални ставови, односно знаете ни се случува сега во денешно време имаме различни ставови во однос на едно исто прашање, различни колеги, различни ставови, што не би требало, нели сте треба да работиме, да, тоа е збунувачко за родителите и ние мораме да работиме според медицина базирана на докази. Ако сакаме така да работиме, мора да имаме постојани едукации. Но исто така би кажала дека мора да работиме да ја вратиме до вербата кај нас како здравствен персонал, ќе признаеме дека таа е многу нарушена. Така. Да, се Но добро, согласувам тука со не вас. е само поради тоа што ете се случува во здравството, од друга страна сме и ние луѓето кои што со интернетот станавме многу препаметни. Така, да. Не сакаме никој Се да ни си се има меша улога. во нашата област и дејност, меѓутоа ние многу во здравството почнавме да се тоа се мешаме и согласувам дека е истражуваме. така, се Мислам, тука согласувам. малку треба да, да имаме бидеме млади мајки искрени. посебно кои што нели постојано на интернет наоѓаат. И повеќе знаат од некој што повеќе десетина знаат, години точно се посветил случува од кога ќе својот дојдат живот во на- ординација и најчесто верувајте тоа се непроверени факти. Значи, Па јас не знам на кој интернет педијатар би мислел можете- лошо за Да, детенцето кое да. што е негов пациент. Мислам, Да. поаѓам од таа мисла. Не Да. мора Од повеќе тие да причини Меѓутоа Исто имаме и така. родители кои што навистина слушаат, Така. бараат, нели ние мораме да бидеме постојано достапни Да. и навистина постапуваат по она што ќе им биде кажано. Од тие причини Како сте мојата и колешка, тука. Така. одличен родител и слуша Така. доктори и педијатри. Ти прашувам, може би повеќе од што треба. Видете, прашувањето навистина е Да. добро. Да. Да. Ете, гледаш. Навистина е добро. Се водушевам на вашиот смирен тон, секогаш смирени, навреме информации, концизни, јасни. Уште еден предизвикувачки момент сакав да го додадам во вашата професија, затоа што и тоа како не е лесно да разговарате со мајки од другата страна, Да. вознемирени особено родители. Видете, знаете, ние покрај тоа што нели сме педиатри, треба да го лечиме детето, веројатно психолошки, треба да влијаеме Да, на родителите, односно посебно на мајките, да ја смирите, знаете кој ќе дојде вознемирена мајка са бајле ноќта во 3 часот. Да, во ниедно време. Како во ниедно време, да. Да. И така ако треба вие првично да бидете смирени, да ја објаснете на мајката зашто станува збор и да ја смирите. Понекогаш тоа е единственото нешто за кое што доаѓаат родителите. Само да се смираат, да им се објасни дека не е загрижувачка состојбата и дека, нели, ќе ја објасните зашто станува збор, тогаш се смируваат и си Поинака е одат. сликата, да. Благодариме за гостувањето. Ова може би беше како еден совет на крај до родителите, така и јас го почувствував. Да, ви благодарам за вашата покана и навистина би ги поздравила родителите, пак би апелирала нашиот педиатриски пункт работи и така да би ги поканила кога и да имаат потреба без разлика. Знаете како ние сме достапни за совети. Што и да имаат потреба, што и да имаат некоја дилема, слободно да се обратат. Благодарим. Ви благодарам. Благодариме за гостувањето.